Здраво, другарчиња! Ги поздравувам сите деца, сите во целиот свет. Јас сум учителка Софија. Ги повикувам сега децата да ме погледнат и слушнат што сакам да им кажам. Еве, ви мафтам, ви праќам безброј бакнежи, а сега ќе се дружиме, ќе цртаме, ќе разговараме и ќе играме. Мојата другарка Катија пред да остане дома ме праша: учителке, брат ми цел ден велеше: цел ден цртам, линии и само линии. А што е тоа? Драги мои, за да ви биде појасно, ќе ви раскажам приказна. Таа почнува вака. Слушајте внимателно. Едно убаво пролетно утро најпрвин се појавило сонцето. Ги пуштило многу долго и силно своите зраци. Но по сонцето се појавило и среќното облаче. Сонцето ги топлело куќите, зградите, тревата, езерата, луѓето, а најмногу ги топлело децата. Малиот Ведран, среќен, излего со неговата сестра Мила. Отишле во паркот, се нашле на клацкалките и играле со топката. Одеднаш се намуртиле и се скарале облаците. Заврнало многу дожд. Сите се радувале на дождот, а Ведран и Мила го играле најубавиот танц на дождот. Дождов танц. Верувам дека ви се допадна приказната. Ајде сега земете боички и бел лист хартија, да ги нацртаме линиите од нашата убава приказна. Права линија зраците, крива затворена линија сонцето, тревата права отворена линија, клацкалката легната права линија, езерата крива затворена линија, облаците крива затворена линија. Колку е сето ова убаво! Вие, децата, играте многу со линиите, со коцки, со обрачи, со јажиња, со домино, превозни средства, моливи, гуми, фломастери, четки. Нацртајте ги, пробајте, ќе видите дека сето тоа е линија. За утре ви предлагам да ги нацртате следните игри: домино, не лути се човече, подготвувајте чај за куклите, чај за братчето, чај за сестричето и насликајте ја приказната. И запомнете, светот е полн со линии. Ве сака вашата учителка Софија. До видување, до следното видување. Поздрав!